Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Веќе знаете дека во овој период од годината емисијата е посветена на промовирање на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на кампањата за запишување студенти во новата академска 2024-2025 година. Па еве денеска го представуваме Техничкиот факултет во Битола. Наш гостин, деканот на Техничкиот факултет, професор доктор Митко Костов. Декане, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Благодарам, добре ве најдов. Поздрав до слушателите на Универзитетското радио и навистина ми представува чест и задоволство секогаш кога има можност да гостувам во некоја од вашите емисии. Да кажеме дека разговорот го снимаме во вашиот кабинет, имате премногу обврски, па затоа да не се губи и вашето време и нашето, но сепак пријатна атмосфера за работа, еве и се надевам дека разговорот ќе течи во најдобар ред. Реков дека ќе го представуваме денеска Техничкиот факултет во Битола, се работи за една од најстариите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Да. Можам да кажам и можеме да се пофалиме со над 60 години традиција, односно Технички факултет Битола е институција, факултет формиран 1961 година. Техничкиот факултет е една од најзначајните, најголемите и една од најстарите единици на нашиот Универзитет Свети Климент Охридски и секако еден од најзначајните факултети во земјата во областа на техниката, заедно со ФЕИТ Скопје, Машински факултет Скопје и Градежен факултет Скопје. Почетоците на развојот на Техничкиот факултет во Битола датираат од далечната 1961 година, кога е формирана Вишата техничка школа со два одсеци во низиниот состав, машински одсек и електротехнички одсек. Понатаму во 1972 година започнува со работа и третиот, единствен во тоа време, одсек за сообраќај и транспорт. И може да се каже дека со подготовката на квалитетен кадар од овие области, Вишата техничка школа во тоа време одигра позитивна улога за развојот на стопанството во регионот и во државата. А Техничкиот факултет како високообразовна установа е формиран во 1977 година со користење на постоечките просторни и кадровски можности на тогашната Виша техничка школа и со дејноста Техничкиот факултет се продолжува традицијата на едуцирање, образување на технички кадри од областа на машинството, електротехниката и сообраќајот, но овој пат со високо образование. Можеме да кажеме дека во текот на овие, рековте, над 60 години постоење на Техничкиот факултет, тука поминале генерации и генерации студенти, сега веќе дипломирани инженери во различните одсеци. Меѓутоа, оние постарите наши сограѓани, постарите генерации, се сеќаваат дека на Техничкиот факултет, освен студенти од Македонија, од Битола, од регионот, тука доаѓаат и студенти странски, и странци учеа Технички факултет во Битола, на Укло. Да, веројатно е така. Можам да кажам дека ние како Технички факултет, една од основните цели кои ги имаме поставени на Технички факултет е да им овозможиме на нашите студенти да добијат реално знаење, што е употребливо директно во науката, но и во индустријата и во општеството. Факултетот е многу повеќе од само згради и училници, а токму Технички факултет Битола е доказ за тоа. Факултетот го прават луѓето кои работат во него. Бројот на професори на Технички факултет Битола, околу 50 на професори, е поголем споредено со сите други факултети на Укло. Тоа е гаранција дека нашите студенти добиваат квалитетно и врвно образование. Факултетот постои за студентите. Целта која си ја поставивме не е само да едуцираме извонредно добри кадри кои без проблеми ќе најдат работа на македонските и светските компании. Нашата цел е
да едуцираме студенти кои ќе бидат храбри да започнат свој бизнис, свој производ, да развијат своји креативни идеи во глобални рамки. Студентите на технички факултет Битола се способни луѓе, а често способните се способни во повеќе полиња. Студиите се време кога треба и да се истражува, да се посети кино, театар, изложба, да се доизградат младите луѓе како личности од интелектуален, од морален и од културен аспект. И можеме да се пофалиме со нашите студенти и во минатото и сега. Значи сме имале студенти, како што рековте, и од странство, и од земјата, се наоѓаат на позиции во познати енергетски или други компании, пример од нашите енергетски компании, од ЕСАМА, од МЕПСО, од Рено, од Бугати и така натаму, и можам да кажам дека нашите студенти секогаш достоинствено го представувале технички факултет Битола, односно никогаш не устрамиле. Рековте дека факултетот не ја чини само зградата, просторните услови, туку и луѓето кои што во него работат, пред се тука мислам на наставниот кадар, но исто така мораме да кажеме дека сте и одлично опремени во однос на лаборатории, каде што студентите можат она што го научиле како теорија да го видат и во пракса. Да, со тоа што ја сепак би сакал да истакнам дека технички факултет Битола има предавални, училници, лаборатории, амфитеатар, зграда на 4 спрата и простор од над 5200 метри квадратни. Ова не случајно го потенцирам, бидејќи имаме со што да се пофалиме, за разлика од некои ново формирани факултети. Имаме 50 на врвни професори, некои докторирани на светски универзитети. Ако порано, според стариот закон за високо образование, се бараше студиските програми до некој процент, околу 70% да се поклопуваат со студиски програми од првите 100 универзитети, ние можеме да се пофалиме дека имаме професори кои што докторирале на првите 10 универзитети, конкретно на одсекот за сообраќај и транспорт. Така да сме екипирани и просторно, и кадровски, и со лаборатории, и најнова ни е акредитацијата на лабораторијата за заштита на животна и работна средина. Таа е една лабораторија од неколку акредитирани, 4 или 5 акредитирани на ниво на државата, на Македонија. Самата лабораторија за заштита на животна и работна средина може значително да го подобри квалитетот на образованието и практичното знаење на студентите при технички факултет Битола. Може да послужи како еден вреден образовен ресурс која надополнува наставата во училницата, обезбедува можности за практично учење, поттикнува истражувачка работа, промовира професионален развој, ги подготвува студентите за кариера во областа на животната и работна средина и сродни полиња, и со интегрирање на лабораториските искуства во наставната програма може ефективно да се подобри квалитетот на образованието и практичното знаење на студентите, давајќи им можност да се справат со сложени еколошки предизвици, со компетентност и со доверба. Ова е најновата акредитирана лабораторија на техничкиот факултет, но да не ги заборавиме и останатите. Да, имаме значи и добро опремена лабораторија за мекатроника, опремена со Tempus проект Dreams. Имаме и други лаборатории за електроенергетски системи, лабораторија во склоп на одсекот сообраќај и транспорт. Исто имаме лабораторија во која што работат студентите од машинскиот одсек и така натаму. Се тоа го кажуваме во прилог на информациите, нели, што треба да ги добијат младите, пред се тука мислам на матурантите, кои што ги очекуваме како идни студенти и бруцоши на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, да знаат со што се техничкиот факултет конкретно е опремен и што се тука можат да добијат како знаење, како теорија, но и како пракса. Секако ќе проговориме и за студиските програми кои ќе им се понудат во новата академска 2024-2025 година, но пред тоа ќе направиме една музичка пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука,
зашто на тебе мислам цело време. Чекам само знак било каков од тебе, порака за мене, да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Сакам да знам ако друга ти љубиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти љубиш. Има меѓу нас хемија, кога погледите ќе ни се сретнат, не ти е седно, знам. Те чекам да ме спасиш мене. Јас без тебе, јас без тебе. Me spasiš. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио КУ-ФМ Битола. Ве подсетувам дека наш гостин денеска е професор доктор Митко Костов, декан на Техничкиот факултет во Битола. Дека не рековме дека во овој дел од разговорот ќе проговориме малку повеќе за студиските програми кои што се нудат на Техничкиот факултет. Меѓутоа, пред да ги кажете студиските програми, често пати знаете да кажете дека Техничкиот факултет е всушност еден мал универзитет. Да, еден мини универзитет, технички универзитет. Можам да кажам дека на технички факултет сме организирани по одсеци, и тоа машински одсек, електротехнички одсек, одсек за сообраќај и транспорт, графички одсек и одсек за индустријски менеджмент. И во рамките на овие одсеци имаме повеќе студиски програми и сите тие се од областа на инженерството. И имаме една интердисциплинарна студиска програма мехатроника која што обединува делови од машинство, од електротехника и од информатика, и која што идните инженери по мехатроника се доста препознаени на пазарот на трудот во светот, односно во странство. Кога се знае дека инженерството, поточно инженерите се кадар кој што секаде се барани и ценети, тоа може би е и доволен предизвик за младите да се запишат токму тука. Да. Кога сме кај инженерството, самиот збор инженер на англиски доаѓа од два латински збора, ingenium и ingeniare, а во слободен превод би значило оној кој умее да смислува, cleverness to contrive. Инженерството е креативна примена на математика, наука, емпириски докази за да се создаде нешто, како некоја дефиниција, да се креира систем, иновација, машина, процес. И тука има една интересна мисла од Нейтан Доерти,
Инженерот е композит, тој не е научник, не е математичар, не е писател или социолог, но може да ги користи некои или сите овие вештини да создава, креира, решава проблеми. Или уште поинтересно е изреката од Исак Асимов: науката може да не забавува или фасцинира сите нас, но инженерството е тоа кое го менува светот. Именно преку посветеност и гениалност сведоци сме на високи облакодери, ефикасни транспортни системи, одржливи енергетски решенија и медицински напредок кој спасува живот. Сето ова убаво срочено, како што го кажавте, може да го применат понатаму младите, оние кои што ќе го завршат техничкиот факултет преку студиските програми кои што тука ги нудите, па ајде да ги запознаеме што се ќе им понудите за прв циклус до дипломски студии во новата академска година. Значи, како што кажав, ние на Технички факултет Битола нудиме повеќе студиски програми од областа на машинство, од областа на заштита на животна и работна средина, од областа на електроенергетски системи и обновливи извори, графичко инженерство и дизајн, индустријски менеджмент, мекатроника, сообраќај и транспорт. Значи, во рамките на машинство се изучуваат областите машинство, енергетика, животна средина, неконвенционални извори на енергија и технологии, машински елементи, технички системи, производно машинство, технологии и системи, енергетско и процесно машинство и така натаму. При дизајнирањето на студиската програма на машинство се тргна од основната потреба на нашиот Пелагониски регион за луцирање на технички кадар кој ќе менаџира, одржува и развива во рег Битола. Меѓутоа постојат и други во општината и регионот и други капацитети од областа на земјоделство, на производство на храна и машинство и така натаму. Во однос на студиската програма за животна и работна средина, поспецифични или посебни цели се обезбедување на ефикасно едуцирање на инженери од инженерството за заштита на животна и работна средина, оспособување на идните инженери за организација, проектирање и имплементација на современи потреби од инженерството за заштита на животна и работна средина, развивање преносливи вештини и способности во истражувачки методи, во идентификација на проблеми, логичка анализа, избор на решенја и така натаму. Значи да се запознаат со загадувачите врз природата, животната средина, работната средина, изворите на загадување на воздухот, почвата, прописите на заштитата на работните места и така натаму. Во однос на студиската програма која се нуди на електротехничкиот одсек, може да се каже дека електроенергетските системи представуваат една сложена техничко-технолошка целина која ги опфаќа системите за производство, пренос, дистрибуција, снабдување и користење на електрична енергија. Исто така многу значајни компоненти на електроенергетските системи се системите за автоматско управување со системот, мерно-аквизицијските системи, енергетската електроника и телекомуникациите. И она што е актуелно сега, интеграцијата на обновливите извори на енергија во електроенергетските системи е еден од најголемите технолошки и економски предизвици со кои се соочуваат инженерите кои се занимаваат со планирање, управување и експлоатација на електроенергетски системи. Па и самиот наслов на студиската програма е електроенергетски системи и обновливи извори. Во однос на она што се нуди на графичко инженерство и дизајн, значи самата студиска програма нуди основни знаења од техничко-технолошката подготовка за печатење, графичките процеси на печатењето, контрола на квалитет во графичкото производство, управување и одржување на графичките машини, управување со графичките процеси и така натаму. Во однос на студиската програма која што се нуди на одсекот за сообраќај и транспорт, имено сведоци сме на се поголема потреба од ефикасен сообраќај и транспорт како средство за повисок квалитет на живот. Воведувањето на концептот Smart City или паметен град и интелигентни транспортни системи со кои што се уфаќаат напредните системи во управувањето со сообраќајот, системите за информирање на возачите, автоматизирана контрола на возилата е се поактуелна, примена на сообраќајно инженерски техники за одржување и развој на
мобилности може да наметне или да постави ограничувања за локалното движење, паркирањето и така натаму. Понатаму во однос на студиската програма која што нуди одсекот за индустријски менаџмент и инженерство, тука се области од индустријско инженерство и менаџмент, контрола на квалитет, машинство, регулација и управување со технолошки процеси, организациони науки, управување, теорија на одлучување и така натаму. И исто, нудиме и студиска програма мекатроника, која што представува спој од електротехника, од машинство, од информатика, односно се изучува и електротехника, и електроника, и автоматизација, и компјутерска техника, информатика, регулација, односно автоматизација и управување со технолошки процеси и така натаму. Голем избор на студиски програми кои што се нудат тука и накратко им укажавте на младите што се тука како знаење ќе добијат, мислам од кои области. И убаво е да се знае дека по завршувањето на додипломските студии им се нуди можност понатаму да го продолжат образованието на втор и на трет циклус, па еве што им нудите и во тие категории. Па да, ние нудиме студии на втор циклус, односно постдипломски или магистерски студии, и на трет циклус практично од сите овие студиски програми кои што се спомнати, на сите нудиме втор циклус и трет циклус, односно запишување на докторски студии. Колку се заинтересирани младите за посета и на втори и на трет циклус студии? Па има, редовно се запишуваат студенти, можам да кажам, на поголем дел од студиските програми на втор циклус. Па имаме и по неколку и на трет циклус секоја година. А за прв циклус можеме ли да издвоиме програма за која што се повеќе заинтересирани, што најповеќе ги влече? Па можам да кажам дека рамномерно некако се оптоварени, односно се запишуваат студенти на сите студиски програми. Не би можел да фаворизирам некоја студиска програма или да кажам дека има повеќе или помалку, горе-долу, и можеби тоа е и добро, што во услови на намален број на матуранти, можеби намален број не само на матуранти, него на оние ученици матуранти кои што се решаваат да продолжат со студирање, односно да полагаат државна матура, па нели некои не запишуваат високо образование надвор од државата. И сите, факултети, најголем дел од факултети од земјата сме соочени со намалување на бројот на запишани студенти. За среќа можам да кажам дека ние на технички факултет од година во година на некој начин се одржуваме со бројот на студенти. Тоа намалување на другите факултети многу повеќе се чувствува, додека на технички факултет гледаме ние да им излезиме во пресред на студентите во смисла на подобрување на квалитетот на учење, на условите за учење, преку нивните организациони тела, факултетско студентско собрание, универзитетско студентско собрание, кои што ние ги не само што ги подржуваме и ги охрабруваме да си го подобрат местото за учење, и така да можеби тоа и вродува со плод во смисла на бројот на запишани студенти секоја година. Веќе кажавте дека освен што тука се нуди добро образование, тука и практичната работа која што им ја нудите, за подобро да можат да го совладат она што значи теорија, да го применат во пракса. Има и други активности кои што се случуваат на техничкиот факултет, но за нив по музичката пауза ќе ги замолам нашите слушатели да бидат и понатаму со нас на 90,8 МГц, да го проследат и завршниот дел од денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на УТО ФМ Битола. Ko za inat, pred mene ke se pojavi za inat, samo da te vidam, a mislev imaš, nekoj drugi me zaboravi, ti sama se ušte si bila. Priznavam ni tu den, ne zaboraviv na nas, priznavam pokraj se, mi беше ti vo mislive, priznavam nemav ne, sila da te pobaram, so tebe i bez tebe teško je. Slobodno продолжи, po patot koji te vodi, ne stoji pred mene, odi si. Slobodno продолжи i nemoj da mi
živa, tvoj pogled se mi kažuva. A mislev imaš, nekoj drugi me zaboraviti sama se už te si bila. Priznavam ni tu den ne zaboraviv na nas. Priznavam pokraj se mi беше ti во мисливе. Priznavam nemав ne sila da te pobaram. Со тебе и без тебе teško je. Slobodno продолжи по патот кој те води. Не стои пред мене, оди си. Slobodno продолжи и немој да ми збориш. Ке глумам дека не се појави. Slobodno продолжи по патот кој те води. Не стои пред мене, оди си. Slobodno продолжи и немој да ми збориш. Ке глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си. Оди, оди, оди си. Ке глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си. Оди, оди, оди си. Ке глумам дека не се појави. Дека не Костов рековме дека во овој завршен дел од разговорот во кој што го представуваме техничкиот факултет ќе проговориме и за другите активности кои што се случуваат тука. Да започнеме со она што значи практична настава или практична работа на студентите на техничкиот факултет. Нели сите сакаат она што ќе го научат во пракса, да можат да го видат и практично како изгледа и самите да се зафатат со некои работи да ги решават. Па еве што во однос на тој дел им се нуди на студентите. Па можам да кажам дека ние на Технички факултет Битола имаме склучено над 60 меморандуми за практиканство со разни компании, каде што студентите ќе можат да извршуваат практичната настава за време на студирањето. Значи правиме се во смисла да можеме да го подобриме и квалитетот на студирањето и да овозможиме пренос на знаење и сите позитивни искуства кои што може да се пренесат од стопанството, од индустријата на студентите, односно на факултетот, бидејќи потребата за соработка меѓу компаниите и помеѓу факултетите, односно академијата, е неминовна и во развиените економии е многу добро развивана. Во насока нова ние организиравме и саем на кариера, практиканство и стипендии, оваа година по втор пат. Тој стана традиционален и секоја година ќе го осмислуваме и избогатуваме се повеќе. И саемот представува една одлична можност за фирмите за презентирање на нивното портфолио, нивната работа, областа, делокругот за работење, технологијата која користат, можностите кои ги нудат кон инженерите и студентите, а исто така одлична можност и за студентите од поблиску да се запознаат со она што ги интересира, било во делот на практиканска работа или во делот на работа после завршувањето на дипломирањето. Исто така, саемот представува и добра можност и за матурантите, оние кои што се уште не се решиле каде ќе продолжат своето образование, да оформат слика за можностите за компаниите што ги очекува после дипломирањето. И значи саемот представува меѓу другото и значи една одлична можност за компаниите да понудат практиканска работа и тоа значи имаме значи компании со кои што одлично соработуваме и имаат редовно значи на редовна база конкурси, огласи за практиканска работа. Надвор до овој саем доаѓаат на нашиот факултет да го представат портфолието на самата фирма, на самата компанија и исто можностите за практиканска работа. Техничкиот факултет е еден од ретките кои што нуди голем број стипендии за студентите. Како поволност во секој случај. Да, значи грубо кажано нудиме секоја година околу 15 стипендии на наши студенти од енергетските компании, значи тука би ги спомнал пред се компаниите ЕСАМА, Евана и МЕПСО, кои што доделуваат одреден број на стипендии во висина од 10.000 денари
месечно, 10 месеци во годината со можност за продолжување 4 години. Сума која што не е за занемарување, така да тие 15 стипендии некако би дошло дека секој 10 студент зема стипендија. При тоа студентите почнуваат од нула, во смисла дека не се вреднува трудот во средно училиште, него само постигнатиот резултат на факултет, и стипендијата на некој начин доаѓа како заслужена награда за вложениот труд, кој треба и да се оправда секоја наредна година со постигнување на одреден резултат во смисла на одржување на одреден успех, одреден просек од оценките. Меѓутоа, значи, за оние кои што се трудат, стипендијата е 4 години. Врз база на оценките од прва година се добива стипендија, се плаќа уназад за прва година, за цела прва година и се продолжува понатаму од втора година понатаму, значи студентот продолжува да си добива редовно стипендија, и нормално дека тие компании кои што вложуваат своји пари во студентите не сакаат туку така да ги вложат и повеќе да не ги повикаат студентите, него едноставно после тие студенти имаат исто и поголема можност за практиканска работа и предност при вработувањето, нормално доколку се покажат во целиот овај процес. И не се тука само тие енергетски компании, имаме одлична соработка и во делот и на стипендии, практиканска работа и со Кромберт Шуберт, со Дрекслер Мајер, со Гентерем, со ЛТХ и други компании. Студентите се доста активни и надвор од она што значи редовно посетување на наставата и редовно решавање или посета на тие практични вежби, практиканска работа. Можевме да забележиме дека токму студентите од техничкиот факултет ја организира првата факултетска студентска конференција пред неколку години со учество на поголем број студенти, со нивни истражувачки трудови, а ги гледаме во голем број и на универзитетската студентска конференција која што организира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола заедно со Универзитетското студентско собрание. Тоа се дължи на заинтересираноста на студентите, но исто така и на професорите кои се јавуваат како нивни ментори. Да, се согласувам со вас, значи ние досега самите студенти, иницијативата беше нивна, идејата беше нивна, а ние, како што кажав, професорите ги охрабруваме и ги поддржуваме во секоја нивна активност, па така и во делот на организирање на конференциите, студентски конференции, било да се тоа универзитетски или на ниво на факултетски. Започнавме со факултетска студентска конференција и мислам дека досега 3 или 4 конференции се одржаа, значи секоја година се одржува, студенти работат со ментори, со професори и ги презентираат нивните трудови на споменатите конференции. И мобилностите се тука како поволно што им се нудат на студентите? Да, можеме да кажеме дека имаме подпишано поголем број на Erasmus Plus договори со сродни факултети кои што имаат сродни студиски програми и студентите имаат можност еден семестар да поминат во некои универзитети од други земји, како например Хрватска, Словенија, Србија, Бугарија, Шведска, Полска, Франција, Шпанија и така натаму. И тоа што ќе го положат таму им се вреднува, им се признава во смисла на освоени кредити и тука на матичната институција, и за тоа значи не ги оставаме студентите сами, туку за секоја студиска програма има назначен ментор кој што заедно со студентот разгледува на кој факултет, на која студиска програма би можел да помини еден семестар, кои предмети да ги избери ако се работи за изборни предмети, во смисла за кој таму кој ќе ги положи тие предмети да му се признаат тука и на матичниот факултет. Мобилноста значи не само заминување на други универзитети, туку доаѓање на студенти од надвор тука на техничкиот факултет. Ги има и така? Да. Значи имаме поидовни и дојдовни мобилности, имаме значи и студенти, имаме и наставен кадар кој што доаѓа од различни земји, како што споменав, од Словенија, од Бугарија, од Турција, од Полска исто така. Значи имаме и професори и студенти кои што доаѓаат и наши студенти кои што се спремни да одат. Па добро, дека не мислам дека кажавме доволно информации за техничкиот факултет во Битола, ги заинтересиравме, верувам, младите, оние кои што се на крстопат, кои што не знаат каде да го продолжат образованието. Да кажеме дека и при самото студирање
техничкиот факултет велат дека може би е потежок, меѓутоа со оглед на тоа што сте како професори секогаш достапни за студентите, да им се помогне онаму каде што ќе се запне, што се вели, не би било проблем да го завршат факултетот и потоа да ја градат својата професионална кариера како инженер. Да, може би кај нас на Технички факултет Битола повеќе се учи и потешко се дипломира, но пазарот на трудот не само во Македонија, туку и во регионот и пошироко ја препознава и признава вредноста на дипломата што ја издаваме. И за крај јас би сакал да кажам дека кога сме кај студентите, нашите студенти се барани, иницијативни, со идеи, храбри да започнат свој бизнис, никогаш не усрамиле. Во голем број на компании, на одговорни и највисоки позиции работат наши инженери. Компаниите доаѓаат кај нас и бараат за вработување дури и несавршени студенти, кои ќе кажат, значи, за кои ќе прашаме за кога им треба за вчера, да се пошегувам. Така да за на крај би кажал дека инженерството е една од најценетите и најбараните професии, а во однос на нашите студенти јас би кажал дека ние, професорите на Технички факултет Битола, убедени сме и длабоко веруваме дека генерациите кои што доаѓаат се секогаш подобри и веруваме дека секој од нашите студенти ќе има влијание врз општеството. Ова беше веројатно и вашето обраќање до младите, па затоа нема да барам од вас дополнително нешто да им кажувате. Они што се заинтересирани слободно може да ја посетат и веб страната на Техничкиот факултет да се информираат повеќе и еве со нетрпение ги очекуваме во новата академска година. Дека не ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговор и посакувам добро здравје и секако успешна нова академска година. Благодарам и вас за поканата, и вас добро здравје и се најдобро. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi kad nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj negi broji, nogi tebe koji tebe ja se nema. Ni buket od rozi, ne tebe sega, ni okean ni solzi, ne teba sega. Ni buket od rozi, ne tebe sega, ni okean ni solzi, ne teba sega. Kaži, ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojdeš. Ipak po staro, rani me, odi kad nekoja druga što će ti dade se. Rani me, pa i posledno da je to što vi vrnete, nikoj da negi gleda solzive, što za tebe sam i tečan, nogi tebe, ke nikoj
тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Знам дека нешто криеш ти, знам јас. Кажуваш без зборови, по твоите очи познавам. Во срцето ти допирам. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Сами до зори, јас и ти сами, без никој да не раздели. Ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. 3, 2, 1. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. УКЛО ФМ, Битола, јуни 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ, Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц.